Незадоволство кај македонското население во Грција откако пред неколку дена градоначалникот на Лерин прекинал изведба на македонски песни на прославата на Денот на огновите вечерта пред Бадник. На музичката манифестација се пееле песни и се играле ора, се додека етно бендот Ентопика не продолжил со изведба на неколку стари македонски фолклорни песни. Градоначалникот Василеос Гијанакис се налутил уште на пењето на Елено Керко Елено, но атмосферата кулминирала кога на изведбата на Совке на татко ги прекинал музичарите и им наложил да продолжат само со инструменталната верзија. Причината му сметало тоа што тие пеат на, како што кажал, словенски јазик. Тој наишол на неодобрување на дел од присутните кои го извиркале поради неговата одлука. Јоргос Пападакис од Виножито вели дека градоначалникот на овој начин сигурни са угледот кога забранил да се пее на според него непостоечки јазик. Вели дека македонците често се соочуваат со вакви инциденти на музички фестивали и манифестации. Сепак смета дека е добро тоа што свеста меѓу македонското население расте, по овие случаи наидуваат на отпор и подсмев меѓу тамошните граѓани. Тоа што мене ме охрабрува некако е дека целата таа ситуација во Леринско беше снимена, беше евидентирана во социјалните мрежи и нашите луѓе, нашите помлади сограѓани македонски, тие сега прават, го земат случајот и прават прилози и прикази во социјалните мрежи и тоа е добро. Мислам, треба да се зборува за се што се случува во Егејска Македонија денес. И Павле Васкопулос од Виножито вели дека градоначалникот Гијанакис направил грешка и треба не само да дозволи да се пее на македонски, туку и да го покани на пример музичкото училиште од СЕР да изведува македонски песни на плоштадот во Лерин како форма на истакнување на мултинационалниот карактер на грчкото општество. Вели тоа го прават другите градоначалници, па и тој треба да формира такви детски хорови во неговиот град. Васкопулос вели дека вакви инциденти се случуваат и во годините по подпишувањето на Преспанскиот договор и нашинците во Грција се окарактеризирани како агенти од Скопје. Македонското пеење има се повеќе смисла и индиректно македонскиот јазик станува се поинтензивен во селските општества. Експертите во Министерството за внатрешни работи, тоест длабоката држава, се плашат дека појавата на револуционерни песни и појавата на зборот Македонија се почесто на настани со популарна музика, танци, пеење значи уште помасовен раст на националната македонска свестка и населението во нашиот регион. Ова се сите зулуми и вистинската реална причина зошто инструкторите бараат така наречена софистицираност во последниве години, односно во ред да се пеено на добар начин. Просто кажано, треба да ги почитуваме сите национални идентитети, како што се дефинирани од самите луѓе. Реалноста и вистината е дека македонскиот национален идентитет е посебен и препознатлив на Балканот. И додека македонците од Грција велат дека македонските песни, од кои повеќето датираат од илинденскиот период, не се никаква закана за грчката држава, туку начин на искажување и продолжување на традицијата, дел од грчките медиуми овој инцидент го опишуваат како скандал. Од бендот Ентопика се пожалиле и дека трпеле притисоци, потенцирале дека не биле поканети од градоначалникот и дека неговите искази од типот во мојот град нема да се пеат словенски песни биле поддржани само од десетина од 2000 присутни на концертот. Потенцираат дека пеат на сите балкански јазици за да ја зачуваат, а не подкопаат традицијата на полуостровот.